Тешка сообраќајка се случи синоќа на патот Струмица Штип кај Клучката кај Радовиш, при што две лица државјани на Сирија починаа, десетина други се повредени. Според информациите од струмичката полиција, мигрантите се превезувале со патничко моторно возило Ауди со скопски регистарски ознаки, кое синоќа удрило во товарно возило собственост на Министерството за внатрешни. Од ударот едно лице починало на лице место, додека другото во Штипската болница. Во судот повредени полициски службеник, информираше Хризантема Рендевска, портпарол на струмичката полиција. На 16.8.2020 година во 22:30 часот било пријавено дека на магистралниот пат Струмица Штип кај Клучка Радовиш патничко возило Ауди Q7 со скопски регистарски ознаки, управувано од непознато лице, во кое се превезувале 12 мигранти од Сирија, удрило во запрено товарно возило собственост на Министерството за внатрешни работи. На местото на незгодата починал еден од мигрантите, а еден им подлегнал на повредите во медицинскиот центар Штип. Останатите лица се здобиле со тешки телесни повреди, додека еден полициски службеник се здобил со телесни повреди, констатирани во медицинскиот центар Штип. Извршен бил увид на местото на незгодата од јавен обвинител и увидна екипа од секторот за внатрешни работи во Струмица. Во периодот од 22:40 до 23:40 часот, сообраќајот на наведениот патен правец бил во прекин, а потоа е пренасочен по спореден пат. Ова не е прва сообраќајка во која учествувале возила полни со мигранти. Во јуни на патот Струмица Радовиш кај Василево загина воzač од населеното место Градашорци, откако во него удри возило полно со мигранти управувано од жител од Скопје. Минатиот месец пак, во Струмица на улица и на Рабровската раскрсница на патот Струмица Валандово се случија две сообраќајки, во кои тешко повредени беа мигрантите што се превезуваа. Завчера пак пред населеното место Дабиле беа откриени нови 12 мигранти во возило, при што возачот од Банско беше приведен.